Поздрав почитувани гледачи на телевизија Канал 3. Уште една емисија, уште едно издание на емисијата Отворено студио. Мој гостин денеска е човек кој подолг период е во Република Италија, печалбар, кој покрај она што значи печалбарење се занимава и со организирање на нашите печалбари во Република Италија. Станува збор за Сдруженијето Инсиеме, заедно во превод на македонски јазик, а мој соговорник е Нахмир Гале. Господин Гале, добро дојдовте во студио. Добре најдовме. Драго ми е што ве имам гостин, вие моментално сте овде во родниот крај. Кога дојдовте, ќе поседете малку како е работава? Пред се, ви се заблагодарувам за поканата. Се упатувам голем поздрав до сите ваши гледачи. Благодарам. Ние сме на одмор тука. Дојдовме за новогодишните празници. Так. Имам уште некој ден да... Така, го здолжите малку одморот, така, убаво. И така. На почеток да кажеме нешто во врска со печалбарењето во Италија. Вашиве податоци, вие, бидејќи во пре кафе муабет што го правевме, разговаравме малку дека сте во печалбарите во првата група што замина во Италија од регионот на Река. Која година заминавте вие и кога е тој бран на печалбари во Италија? Да, така, значи јас лично во Италија сум од 91 година. Тоа беа меѓу првите луѓе, првиот бран на одселеници, да кажеме, на печалбари. Отидовме како на шала тогаш, отидовме со да видиме што ќе се случува. Отидовме со идеја да останеме 2-3 години, да заработиме многу пари и да се вратиме назад. Испадна како и секогаш дека многу пари не се заработуваат на брзина. Останавме таму и така што Италија постана наш втор дом. Така. А кога според вас првиот бран на печалбари започна од Река? Кој години? Првиот бран, поозбилен бран, беше 90-тите години и ја мислам дека тоа беше после 95-та година некаде. Така. Не знам кои беа точно причините, но 95-та-96-та година почна луѓето више, така да речам, масовно да се иселуваат. Во Нашиот не е гурбет како што ми го имавме замислено гурбет, зашто од кај нас се иселува цели фамилии. Нашите деца учеа во италијански школи и сите тие што доаѓаа новите, мислам, доаѓаа со цела фамилија комплетно. Не, ова печалбарање не е туку иселување. Бидејќи живеете заедно со семејството таму. Да, ја би рекол. Во кој место сте таму? Јас сум во Gemona del Friuli, што се наоѓа, тоа е едно мало градче во провинција на Удине. Близу сме до границата на Словенија и Австрија. Регионот е Фриули, Венеција, Џулија. Морам да се пофалам дека сме одлично примени од локалното население. Морам исто да се пофалам дека ние како народ, како луѓе, знаеме да се снајдеме и многумина од нас имаат веќе и функции таму. И сме навлезени во сте интегрирани добро. Перфектно интегрирани, да. Да проговориме нешто во врска со организирањето на нашите печалбари, повторно ја да ги наречам, бидејќи некако зборот иселеници ми доаѓа така, бидејќи често доаѓате. Имаме иселеници во Америка и горе-долу, со овие во Италија што сте сепак ве рачунаме како печалбари. Дали е така, ќе покаже времето. Ако не се вратите, тога важи ова иселувањево. Која година искажавте интерес да се организирате таму? Бидејќи доста ве има. Во Италија, ја мислам дека сме повеќе печалбари. Едно време беше Германија или Швајцарија. Сега мислам дека најмногу наши луѓе, посебно од нашиот регион од Река, сме во Италија. Гледајќи ги настаните во Италија и анализирајќи, ние најдуваме на проблем, така наречен. Затоа што младите генерации, кои се пораснати во Италија, кои се перфектно интегрирани и родени, мачат, да речеме, јас ги гледам по младите, кога се меѓу себе зборуваат на италијански јазик. Ние сме способен народ, ја
Тоа го тврдам секаде. Не сме инфериорни на никого и имавме потреба да докажеме дека ние доаѓаме од земја со култура, со традиции, дека имаме што да им покажеме на италијанците и во тој смисол почнавме да организираме, да планираме, да направиме нешто што ќе не, како да речам, што ќе не направи посебни од другите. Дојдовме на идеја да направиме на културно здружение. Името дојде само по себе, Инсиеме, што на наши значи заедно. Со Инсиеме заедно, кое го основавме во ноември 2012 година, веднаш по самото основување ние имавме 180 членови на Инсиеме заедно. Во стартот. Бевме многу добро примени од од нашите, меѓутоа и од италијанците. Значи бара нашите така да има една организација, некој организирање. Да, нашите го прифатија, мислам, Инсиеме заедно како заедничка куќа, ја викам заедничка куќа на сите нас. Со самото постојање ние моравме да го разработиме Инсиеме заедно. Дојдовме на уште една идеја. Ја некогаш се фалам по носето, викам Инсиеме заедно е друштво, асоциација на прв пат. Значи ние правиме работи што во Италија, барем во Италија, ги нема направено никој пред нас. Дали ова здружение е прво меѓу нашите печалбари? Претходно има некој регистрирано? Не верувам. Ја мислам дека сме прво. Прво, да. Слушам дека имало негде ваму таму, меѓутоа сега не е елегантно да се зборува за другите. Нема трка да правиме, да. Меѓутоа, работи што сме ги направиле ние, пред нас гарантирам дека ги нема направено никој. И како се движеше здруженијето Инсиеме или заедно, да кажеме, во својот подем на организирање? Значи, од самото основање ние имавме план, имаме статут на работење, се договоривме, се обврзавме дека Инсиеме заедно ќе биде исклучително невладина организација. Партијата, политиката ја оставивме надвор. Јас сакам да кажам дека Инсиеме заедно е софра на која има бујрум за сите. Дојдовме на идеја да направиме. Јас сум горд на Инсиеме заедно. Горд сум на моите соработници, на млади луѓе, израстенати во Италија. Дојдовме на идеја, направивме од Джемона, градче со 12.000 жители, да биде центар на македонската диаспора. Значи, ние 4 години поред во Италија правиме манифестација Джемона, центар на македонската диаспора. Морам да кажам дека манифестацијата е примена, е прифатена од сите. Секоја година во Джемона доаѓаат над 1000 наши луѓе. И доаѓаат стварно диаспората, затоа што доаѓаат луѓе од Германија, од Австрија, од Швајцарија, од речиси цела Италија. Доаѓаат наши луѓе од тука, од Македонија. И фактично се среќавате тука. И таму е на нас софра. Да. Заедно да сте, да. Што програма, например, 4 години се одржува таа манифестација? Што нудете? Ние почнавме како и секој аматер. Почеток. Ние не бевме професионално спремни да организираме големи настани. Меѓутоа, јас сакам да кажам дека ние со нашата добра волја, многу голема добра волја, организиравме, почнавме со турнир во мал фудбал. Затоа што фудбалот некако привлекува. Сигурно, го сакаме сите во спорт. Тоа беше првата година. После основањето на Инсиеме заедно, јас богативме малу програмата, затоа што организиравме покрај фудбалот, музика тоа има секако, дека без музика ние ништо не правиме, организиравме, представувавме наши специјалитети, мислам, кујна. Одлично јадење, така. Да, на италијанците им представуваме наши специјалитети, наша кујна.
И така да од година во година се збогатуваше таа збогатуваше. активност. Така. Да. Вие спомнавте кујната, што им понудивте, како им доаѓа нашава кујна? Присакаа малку така? Италијанците Бидејќи сме сосема обратни вака, нели? Не, италијанците се добри гурмани, имаат извонредна кујна. Богата, Италијанска, да. Меѓутоа нашата не е ништо инфериорна. Така. Што посебно посакуваат вака? Па нашите месени пити, Добро. повеќе видови на пити, одат Интересно. одат како алва, што викаат одлично, кај нас. одлично. Да. Тоа. Во другиве содржини, последнава година, Лани беше, нели? Да. Четврта поред. Да. Што понудивте конкретно на таа манифестација Лани. на диаспората? Лани, во 2015 година, Так, морам пак да се пофалам, пак за прв пат, так. ние имавме 3 културни уметнички друштва на наши пријатели, македонци, кои доаѓаа од Словенија, поточно од Кран, Так. од Јесенице и културно-уметничко друштво од Копер. Значи, ние успеавме да направиме соработка, Инсиеме заедно, направи соработка со други наши македонски друштва. Организации, здруженија, Организации, така, да. И така да беше повод. Од овде имавте ли, од нашиот регион? Сигурно дека имавте, да. Од нашиот регион за прв пат кај нас во Италија беа надалеку познатите мајовци. Мајовци, сигурно, Ние да. имавме Зурли и Тапани, Одлично. кои јачеа во Чемуна, во Италија, кои што направија малу интереси кај италијаните, затоа што Сигурно. Атрактивност. атрактивност, новост, новина и Так. беа добро прифатени. Одлично. Кога говориме сега кај ова значајна манифестација, средба со диаспората, така натаму, спомнавте дека доаѓаат многу и од другиве градови во Италија, бидејќи има печалбари на секаде. Таа соработка, да ја спомнеме со другиве здруженија на печалбариве, например, има од Дебар, од Жупа, од други градови, така натаму. Каква е таа соработка, според вас? Вака, соработката меѓу нас, Здруженија, да да. речем, меѓу нашите Печалбариве, здруженија така. од нашиот крај, Так. е добра. Така што пред 2 години во Тренто наши луѓе од Река направија Здружение Река. Так. Тоа се исто така млади деца. Река се вика. Здружение Река, да. Така. Млади деца, млади луѓе, мислам, Така, да. деца, не, млади луѓе, кои со голем труд, морам да кажам, да напоменам дека се вложи голем труд, со напори направија тоа. Соработката меѓу нас и нив е добра. Добра, ние соработуваме. 2015 година во Трст исто така се оформи здружение на наши луѓе, со кое ние исто така имаме добра, одлична соработка. Имаме наши луѓе во Равена, во Тревизо, има многу. Секаде кај што има наши луѓе, ние сме, мислам, добро прифатени, затоа што ние сме здружение и секаде ние наговараме нашите да направат други здруженија како би можеле да соработуваме на пофункционален начин, да кажем. Господин Гале, ја благодарам за овие податоци што дадовте за вашето здружение, но вашето присуство ќе го искористам за одредени прашања кои се поврзани со нашите печалбари во Италија, со животот нивен, семејствата и така натаму. Голем е бројот на печалбарите од Дебар, Река и Жупа кои се во Италија. И не сгрешивте, бидејќи ако има некаде во европскиве земји најмногу печалбари или селеници наши, тоа е Италија. Да, ве молам, во одредени периоди од текот на изминативе години имаш одредена економска криза во Италија. Колку ја почувствуваа нашите печалбари, јас имам разговарано и со други, да речеме наши печалбари, но сакам вашето мислење со оглед дека имате една моќна организација, едно моќно здружение, како вие ќе коментирате. Тие се најдовте ли добро со печалбарењето во таа криза? Да, вака. Која помалку изминува, викат, но... Да. Значи, Италија беше земја на соништата. И сега има некои надпревари кај нас во нашиот крај, дека Германија било подобро, Италија било вака. И јас во разговор со наши луѓе нагласувам, и тоа мора да биде нагласено, и сакам да кажам дека доволно да се погледне од Струга до Гостивар, 80% од новите куќи
објекти, фабрики и работи се направени со италијански лири, ја викам. Така. Значи, ги направиле луѓе кои работеле во Италија. Светската криза, која не може да се сокрие, меѓутоа е светска криза, ја зафати Италија. Нашите луѓе, кои се исклучително вреден народ, исклучително вредни луѓе, способни луѓе, секако дека на некому му имаше проблем некој со кризата. Меѓутоа, 80% од нашите луѓе се работници. И се снајдоа, сакате да кажете, во таа криза? Се снајдоа во таа криза, некој ја осети малку повеќе. Меѓутоа, ние кога ни е тешко, знаеме да бидеме и солидарни еден со друг. Добро. Ние знаеме, ние можеби... Таа одлика е карактеристична за печалбарите. За нас, мислам, за нас како народ, за Река, Дебар, Жупа, ние сме сепак еден народ. Ние можеби не искажуваме некои чувства на многу љубов или можеби не се сакаме многу јано, но ние знаеме да бидеме исклучително хумани и добри еден према друг. А мене ме интересира претходно и сега. Каква е состојбата, во кои сфери се вработени печалбари? Во градежништвото, има угостителство и така натаму, има ли промени сега? Вака, ние сме од памти века, од како ја знам, од дедовците во градежништвото. Меѓутоа, феноменот на иселување, затоа што иселување, направи да се нашите деца да се раѓаат во Италија. Направи нашите деца да растат во Италија. Направи нашите деца да бидат втора или трета генерација во Италија, така да имаат можност да се школуваат. Има можност да порасне со италијанците и да бидат нешто друго, не градежници, 10 години или инженери да бидат во градежници. Да, веќе имаме ние деца кои завршиле факултет во Италија, имаме дипломирани луѓе, наши млади деца што завршиле факултет во Италија, имаме инженери, имаме лекари, имаме адвокати. Одлично, да. Значи, така да ние, за жал, по старите генерации, останавме во градежништвото. Меѓутоа, многу мал број на млади луѓе работат во градежништво. Господин Гале, ја предлагам сега малку да прекинеме разговорот, да го прекинеме, да слушнеме една-две рекански песни. Мислам, бидејќи сте од Жировница, на почеток да го слушнеме Емрах Мехмеди, а потоа уште една реканска песна, од тој биле со Прима Бенд нешто ќе пуштеме, па се враќаме повторно во студио. Со задоволство. Благодарам.
Нашите душмани нека пукне, нашите душмани. Невесоко калешо, утре да станиш порано, да спремаш коња Дорија, на паќа одам Турција, на паќа одам Турција, Турција дури Цариград, на паќа одам Турција, Турција дури Цариград. Таму бргу не идам, 9 години ќа седам, само на тебе ќа мислам, само на тебе ќа думам. Дури не ти стокмам,